Голема материјална штета по течението на Маркова река во општина Студеничани. Поради синоќешните обилни врнежи, реката се излеа од коритото, поплавувајќи десетици куќи во Батинци и Љубош. Поради големото количество вода на места има одрони, уништени се оранжери и земјоделски површини, додека на влезот на селото Љубош има и откорнати дрвја. Денеска состојбата изгледа стабилна, нивото на водата е намалено, реката се повлекува, додека голем број жители ги расчистуваат поплавените подрачја. По дома кан пац, каде на прспих, то пош кан пац, баѓи кан пац. Проблем, ме ујт проблем. Исто налт ураш каде, исто проблем. Как си е налт кашкува, исто поруде. Ајде пош исто кабо дам, на прспија кај. Шум проблем кабоне, налт кабо те ура, как си е налт курита се кан бајц. Ене кур њони нук мер маса пора ме бокет пунич. Кар каде насалники кој јоне скака бо, кашкува. Проблем имас. Никаква состојба, видите како е. Оти градоначалник не води сметка, само треба да очисти реку. Буџет е даден за реку, да се очисти. Меѓутим, те пари где су насочени, никој не зна. А носи и куќи плави, ево моја фолија, видиш како е. Страшно е, поплава на све страни, река се излива. И никој не е имал предпоставку да може такво нешто да биде. Овие куќе су све биле у. Например, мене е пун подрум и спрати, све пододрум. Не, кај чер, не знам подрум, не знам фриждер, како кој черка ми е код мене. Ушло код мене у подрум, али. Има вода 15-20 сантини. И лошо е било, дека си сме се исплашили, али опет, фала Богу. Синоќа не се знаа ни каде мостот, ни каде нивата, ни каде се ова. Значи проблем синоќа имаше излевање, првиот пробив беше горе, пробивање на Маркова река. Тој дел има поплавено куќи, има поплавено ниви. Гледаш како е крив мостот. Како е добар, може да биде мостот добар кога е искриве. Значи ова треба државата да преземе нешто да го направи. Ова е со години, не ова само сега. Значи ова од 79-та навака секој втори, трета година имаме поплави. Ова треба некој да преземе мерки и ова да се реши. Поради ситуацијата со поплавите во овој регион имаше посебен сообраќаен режим. Влезот во селото Батинци беше затворен неколку часа. Од Центарот за управување со кризи вела дека водостојот на сите реки е исклучително висок и се очекува овој тренд да продолжи. Водостојот на Вардар е значително висок во текот на целото нејзино течение. Во текот на денот се очекува нивото да остане високо, особено во средните и долните делови на сливот, каде може да се помести водениот бран. Високо е нивото на водата на Треска и кај селото Пласница, можно е реката да се излее од коритото, поплавувајќи ги околните ливади. Исто така реката Струмица има висок водостој во текот на целиот тек. Поради врнежите во Косово, пораст на водостојот има и на Лепенец. Центарот за управување со кризи ги предупредува граѓаните денеска да внимаваат кога се движат покрај реки и потоци.